Добро вечер. Поштовани гледачи, ова е вторнично издание на Отвореното студио. Со огромно задоволство можам да ви кажам дека во денешното издание на Отворено студио мој гостин е Изет Цури. Модната икона во Македонија, светската кројачка елита има шиено вдолж и попреку. Човекот кој ја оформи својот институт за мода, школата за моделирање, и кој за 2 дена во Даут Пашин ќе презентира нов сет на модели од неговите студенти, ученици и така натаму. Добро вечер, Изет. Добро вечер. Како сте, добри ли сте? Добро. После 5 години од Париз се адаптиравте во Скопје? Јас сум стар скопјанец, не сум заборавил тоа, не може да се заборави као точок е, не се заборава тоа. Цури, што е висока мода за македонски услови? Во едно интервју велите во светот околу 1000 луѓе ја следат и ја практикуваат највисоката мода. Тоа ќе каже висока мода во Скопје, што тоа значи? Висока мода овде се знаете што тоа е доста многу добро прашање, затоа што многу луѓе тоа и лошо се информирани. Високата мода е лимитирана. А овде луѓето идат кај кројач или кај некој креатор затоа што мислат дека е поевтино. Да. Или дека треба нешто да прекроат и да скусат. Да. Ќе ви кажам една анегдота, не една историја во модата. 1950 во кај Кристијан Диор имало 2 витрини, тогаш почна индустријата што се вика прет-а-порте. Имаше на еден излог костим кој е направено во фабрика и кој кошта отприлика као данешно 1000 франака, а друга витрина каде што е сошиена по мера кошта 500 франака. Зашто тоа? Затоа што индустријата беше нова, а оно све што е ново, мислат дека е тоа добро. Да. А денеска во истата витрина постои она што е прет-а-порте во индустрија, е 500 евра, а оно другото е 50.000 евра. И затоа викаме дека е тоа Версаче, Витон, Гучи, Сен Лорен и така. Високата мода која следа до луѓето, мислам тоа се ипак треба една врста култура, една врста кој имат многу големи буџети. Ама и треба и да ја чувствуваш, што можеш да имаш сенс да го чувствува организмот. Отприлike кои се облекуваат со мода во светот е околу 900 луѓе кои се облекуваат за тоа. Тоа се огромни цени и така. Добро. Вие бевте сведок на дел од шоуто на нашиот Сергеј, кој се занимава со рецензија на квази модата. И потоа ќе побарам од вас еден коментар на тој план околу рецензирањето. Иначе, јас сега ви предлагам, вечерва е одбележување на 7 децении од нашиот култен танец, ансамблот за песни и ора. И по тој повод ние за миг ќе се префрлиме на одбележувањето, каде што би требало да присуствува и премиерот Заев. Но танец е синоним на македонскиот фолклор, а кога тоа ќе се каже, тогаш тешкото е во срцевината на нашето битисување. Добро вечер му велам на Мартин Вучич, директорот на Танец, во минутите пред почетокот на одбележувањето. Го видовме тешкото, кој на оден начин е синоним за македонскиот фолклор и кој во Лангол во Англија
уште 50-те години го донесе брендот на танец на светската сцена. 3.500 концерти. Танец денеска, Вучич? Пред се да ви се заблагодарам многу што одвоивте време и начин да се уклучиме во ова наша голема прослава. Навистина ви благодарам многу и многу ни значи. Што се однесува до тешкото, точно да, тоа е сликата на Македонија, тоа е сликата на танец, тоа е душата на нашата земја. Мислам дека каде и да одиме, тешкото е она кое што буди емоции кај сите луѓе и едноставно никој не може да остане рамнодушен на таа изведба. Вучич, Александар Сариевски, Васка Илиева, Огненовски, Бадев, Стео Теодосиевски, Јонче Христоски, Ферис Мустафов, веројатно ќе испуштам некои од овие светски и домашни брендови на народната музика, на народниот вокал и така натаму. Како се продолжува таа традиција на извориштата на македонскиот фолклор и на символот, кодот на македонскиот ген, народен ген? Оно што е наша задача и одговорност е да мораме да го одржуваме оној, како да кажам, тренд, односно критериум кој што го поставија претходните генерации на танец. И навистина е многу тешко и не е нималку едноставно да се одржува истото, бидејќи, како да кажам, тие бисерни грла, тие прекрасни изведувачи и артисти ни дадоа на нас една голема одговорност и задача да мораме едноставно да го задржиме патот по кој што они тргнале, бидејќи критериумите кои што они ги поставија се навистина големи. Оно што го следи македонскиот фолклор, денове прочитав, не се само зурлите и тапаните, тоа е емоцијата меѓу страста и жалта, тоа е црно-белата слика или жолто-црвената слика на Македонија. Што носи фолклорот? Јас многу често кажувам и ја повторувам оваа фраза и ќе ја повторам и кај вас, танец е единствениот репрезент на македонската култура, онака како што треба да изгледа. Бидејќи има три сегменти, танец се облекува на македонски, во македонски носи, пее на македонски јазик, свири македонски мелодии и апсолутно мислам дека е единствен репрезент кој што Македонија може да го има надвор од границите, кој што може да понуди нешто што е свое, наше, исконско. Сите останати многу добро работат оваа работа во представувањето, меѓутоа ние сме оригинални. Како се чува фундусот и истражува фундусот, она што го оставија, што го остави како наследство народниот мелос и народниот пеач? Фундусот пробуваме да го зачуваме на еден висок, со висок критериум, како да кажам, меѓутоа условите во кои што ние работиме во моментот во танец не ни го дозволуваат тоа. Ќе се трудиме во иднина да тие носи и сите оние битни елементи од нашата историја бидат зачувани на ниво како што доликува, бидејќи голем дел од нив се носи и стари, постои 10-20 години, кои што едноставно немаат цена и во една ситуација каде тоа би се изгубило, се губи душата на нашата земја. Од каде танец ги регрутира новите своји играчи и новите инструменталисти? Имаме многу талентирани и музичари, пејачи и играчи, но од пред 10-12 години постои одсек во Штип по етнокореологија кој што е специјализиран токму за тоа да вади кадри кои што ќе бидат посветени на фолклорот на нашата земја. Со самото тоа, кадрите кои што излегуваат од тој факултет имаат можност да се вработат во една професионална институција, меѓутоа, како да кажам, јас секогаш го кажувам тоа, срцето игра, срцето пее, не пее ни дипломата, нити игра дипломата. Едноставно ние сме талент кој што е поле на таленти неисцрпно, едноставно, како да кажам, и е многу тешко да се избере помеѓу вистинскиот квалитет и образованиот квалитет. Мартин, ти си еден од образованите музичари, тапанар. Ти трепи ли срцето да го водиш орото на тешкото?
Да ви кажам наискрено, многу пати ми има поминато таа мисла и не знам како ме држи место, ама верувам, сигурен сум дека на еден концерт нема да останам рамнодушен и ќе излезам со нив, па макар на една композиција. Мартин Вучич, директор на Танец, ви посакувам пријатна вечер, добри мигови и големи емоции вечерва на концертот по повод 70 години од нашиот национален ансамбл на ора и танци и музика се разбира. А ние продолжуваме во студиото со нашиот еминентен стилист Изе Цури.